Денеска православната црква ги празнува светиот маченик Иполит, светиот Тихон Задонски и преподобната царица Ирина. Светиот маченик Иполит. Иполит бил военоначалник и надзорник на самиците во Рим. Роден и воспитан како незнабожец. Кога светиот Лаврентий, архидјаконот, бил фрлен во самица, на Иполита му било наредено од царот посебно да бдее над овој затвореник. Иполит со своји очи видел како Лаврентий му го повратил видот на слепиот Лукилий и како исцелил многу други болни, па поверувал во Христа. Кога Лаврентий го крстил Иполита, имал небесно видение и рекол: ги видов невините души во голема радост. Тогаш тој го зел Лаврентија во својот дом, па му ја крстил сета челад која ја имал, со старата дадилка Конкордија 19 на број. Кога Лаврентий бил убиен за Христа, Иполит ноќе го зел телото на маченикот, го завил во плаштаница и честно го погребал. Но тоа некако дошло до ушите на царот Деки во третиот ден по смртта на Лаврентија. Иполит бил фатен и бил изведен пред царот, па бидејќи не сакал да се одрече од вистинската вера, бил тепан со камења по устата. Потоа царот наредил да го соблечат гол и да го удираат. Гол пред царот Иполит му рекол: не си ме соблекол, туку почна да ме облекуваш. Тогаш го легнале на земја и го удирале немилосрдно, а Иполит само викал: христијанин сум. Разбирајќи царот дека и сите домашни на Иполита се христијани, наредил сите да се доведат. Старата Конкордија рекла: ние повеќе сакаме со нашиот Господар честно да умреме во верата Христова, отколку безчестно со вас во нечестивите да живееме. Таа прва била убиена, а по неа и останатите 18, сите пред очите на Иполит. Најпосле Иполита го врзале за див конј и го влечеле таму-ваму, се додека својата душа маченикот не ја предал на Бога. Поуки од светите отци. Пред тајната на човекот, секоја љубов во себе содржи одговорност. Затоа потребна е непоколеблива вера. Таква вера што е во состојба да ја види тајната на човекот. Таа тајна неможно е да биде видена со видот, со очите. Митрополит Антони Блум. Светиот Тихон Задонски или Воронежески. Роден во селото Короцка, во Новгородската губернија во 1724 во прост селски дом. Во својата 34 година примил монашки чин и набрзо поради своите подвизи и големата духовна мудрост добивал се поголема и поголема служба, додека најпосле не бил хиротонисан за епископ Воронежски. Епископствувал неполни 5 години, па поради слабото здравје се повлекол и се населил во Задонскиот манастир. Мирно се упокоил во 1783 во Задонск, каде што и сега почиваат неговите чудотворни мошти. Голем подвижник на руската црква, редок пастир, молитвеник и творец на прекрасни духовни дела. По својата мудрост, светост и подвиг може да се израмни со големите отци на православната црква од древните времиња. Поради многуте
осведочени чуда над неговите мошти, прогласен е за светител прво од народот, а потоа и од официјалната црква во 1861 година. Поуки од светите отци. Сиот наш живот е прекрасна тајна, позната единствено на Бог. Тој се одвива чудесно по некаков таинствен план, кој што не го забележуваме и не го разбираме. Секогаш и во се постои некаква поврзаност на околностите, но целта на таа поврзаност нам не ни е позната. Ние го сфаќаме значењето на оваа или онаа ситуација, но во сето тоа постои длабока смисла. Нема ништо случајно во нашиот живот. Преподобен Варсануфи Оптински. Преподобната царица Ирина. Во монаштвото била наречена Ксенија, жена на царот Кало Јован, освен по своите монашки подвизи и многуте добри дела, прочуена и поради тоа што го основала манастирот Седржител или Пантократор во Цариград, еден од најславните и најубавите манастири во Цариград. Во тој манастир подоцна се подвизувал светиот Стефан Дечански. Поуки од светите отци. Потребно е да почекате. Бог делува, но тој има свој собствен ритам. Бог делува трпеливо и природата исто така. Цветот ќе се отвори кога ќе дојде времето. Се менува, но со сосема поинакво темпо од она на кое нашето избезумено општество се навикнало. Оваа трчаница, оваа паника, овој бранд што сите нас не прави толку забрзани, воопшто не го допира Бога. Бог не влегува во оваа луда ритмика, тој се движи во ритамот на својата љубов и на своето трпение. Старец Нектарий Виталис. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую
vi